Жени во Македонија и понатаму умираат од болест што може да се спречи, рак на грлото на матката. Бројките се алармантни, секоја година заболуваат околу од 150 до 200 жени, а дел од нив ја губат битката поради задоцната диагноза. Наместо 75% од женската популација на скрининг за канцер на грло на матка, одат само 1/3, покажува извештајот на Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост. Според нив уште полошо е што од ден на ден интересот не расте, туку опаѓа. Во изминатите 3 години, од 2023, 2024 и 2025, бројот на фатени жени се намалува од 64.000 во 2023 година на 33.000 во 2025 година. Што значи дека ние за период од 3 години имаме опфат на само 32% од жените, наместо посакуваната цел на опфат од 70 до 75%. Според лекарите, имунизацијата спречува појава на карцином. Достапна е 9-валентна ХПВ вакцина и колку е поголем опфатот на вакцинација, толку помала ќе биде смртноста од болеста. Од Сдруженијето ЕСА велат дека главниот и најчест проблем за слаб одзив на скрининг и вакцинација е комбинацијата од недоволна информираност, страв, срам, но и слаб систем на повикување и следење на пациентките. Дел од жените никогаш не добиле покана за преглед, а дел едноставно го одложуваат. Апелираме преку скрининг програмата ПАП тестот да се замени со ХПВ тест, затоа што е многу попрецизен, многу полесен за земање и секоја жена практично или секој здравствен работник може да го земе тој тест и е многу поточен од ПАП тестот. Речиси 99% е точноста на ХПВ тестот. Затоа Министерството за здравство и владата треба да се обврзат и да ги зголемат финансиските средства за оваа програма. Само во 2025 година имало 122 нови случаи со рак на грло на матка. Најмладата пациентка има 18 години. Во Македонија годишно во просек умираат околу 70 жени од овој вид на карцином.